Денес прославуваме точно 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. 5 мај 1945 година е денот кога Народната влада на Народна република Македонија ја усвоила азбуката на македонскиот јазик како официјално писмо. Денот 5 мај е прогласен за Ден на македонскиот јазик на 130-та седница на владата, одржана на 16 април 2019 година. Македонскиот јазик е темелот на македонскиот идентитет. Да си го чуваме и негуваме, бидејќи, како што рекол Блаже Конески, послушајте македонци, јазикот е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ке може да сметаме дека ја имаме и татковината, како куќа, како дом, како огниште. Денот на македонскиот јазик во Куманово е одбележан со свечена академија во Занаетчиски дом во организација на Фондацијата за култура и спорт. Преку видео врска во чест на Денот на македонскиот литературен јазик се обратија професор доктор Владимир Мартиновски, декан на Филолошкиот факултет Блаже Конески, професор доктор Венко Андоновски од Филолошкиот факултет и професор доктор Маја Акимовска-Тошиќ од Институтот за македонска литература. Присутните гости проследија проекција на документарен филм на тема кодификација на македонскиот јазик. Во рамките на културно-уметничката програма, ученици од општински, основни и средни училишта и детскиот хор при Училиштето за основно музичко образование Панче Пешев интерпретираат творби од значајни автори на македонската литература и познати музички numери. Пред присутните со пригодни говори се обратија председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓоргиевска и градоначалникот Максим Димитриевски. На овој датум јазикот добива само една норма, еден стандард кој во овие 80 изминати години се усовршува и добива една модерна и современа јазична рамка. Трновите патот по кој се развивал и обстојувал македонскиот јазик. Од тријазичниците, преку догмата на средниот век, па се до тројната пропаганда, нашите јазични дејци, светите браќа Кирил и Методи, Климент, Наум, Крчовски Пејчинови, браќата Миловиновци, Мисирков, како непоколебливи го ростаси, секој во својата епока, храбри смело ја бранеле потребата за постојање на нашиот јазик, народен јазик, разбрил за широките народни маси. Овој народ од секогаш имал потреба да учи, чита и пишува на своје писмо и своја азбука, со своји јазични особености, различни од другите народи. Епохата на старосоветската писменост од средновековието дела далеку и денеска се јасни сведоштва на нашето јазично лингвистичко постојање. Постојање на различни јазични наречја само го збогатило јазикот и му далеше реноликост, каде подоцна ќе се преточи во дијалекти како главни чинители на македонскиот литературен јазик. За да се има држава, потребно е да се има народ, територија и власт. Но да се одбележи народот, првенствено е потребно низ една еволуција да се достигне моментот на постоење и чувство за посебност на личен јазик. Ние тоа денеска го имаме во Македонија. Благодарејќи на сите тие кои што се вградија во една, можеби навидум од оваа перспектива лесна работа, но од друга страна и такако долг процес. Процес низ кој што поминале самите тие, а се соочиле со сите историски реалности. Едните повеќе познати имиња ги учиме секојдневно и ги среќаваме. А голем број од нив можеме да ги сретнеме само напишани во одредени книги кои што не се издадени, но сепак постојат во нашата македонска православна црква, запишани со име и презиме. И јас токму денеска на овој ден сакам да споменам едно од таквите имиња. Се викал Ѓорѓија Македонски. Неговиот дедо
кој што потекнувал од свештеничко семејство од Кривопаланечкиот крај од село Радивош, го земал презимето македонски затоа што уште во почетокот на 18-тиот век запишал во книгите дека го зема тоа за презиме бидејќи не се чувствувал ниту грк, ниту србин, ниту бугарин, ниту било што, туку единствено македонец. И затоа истиот тој Димитрија се нарекол себе си македонски, а неговите генерации по него исто така, луѓе кои што се занимавале со наука, продолжиле во духот и делото на тој човек кој што доаѓал од тие краишта. Денес славиме 80 години, имаме убав јубилеј. Јазикот е жива материја, тој живее, тој созрeva, расте. Во него среќаваме секакви зборови, но сепак го чуваме. Тука сме за да го чуваме, за тоа што сме должни да го чуваме, не само поради тоа што е наш, туку сме должни на поколенијата што ќе останат и на оние предци кои работеле и твореле на нашиот јазик. Секојдневното укажување на грешките, изучувањето на јазикот од сите аспекти, од граматички, литературен и така натаму, самите учиме затоа што на краишта ние сме говорители, родени говорители на македонски јазик и нас самиот Бог не научил да говориме македонски јазик. Тоа е нашиот мајчин јазик и сме должни да го зборуваме и треба да го зборуваме и треба да го коригираме. За прв пат оваа година одлучивме да организираме свечана академија по повод одбележувањето на Денот на македонскиот јазик, македонската азбука, 5 мај, да искористам оваа прилика да им го честитам на сите наши сограѓани, на сите граѓани на Република Македонија и на сите македонисти. Ова одлучивме да го организираме во вид на свечана академија токму поради јубилејот кој што го одбележуваме, односно 80 години од кодификација на македонскиот јазик. Имаме богата културно-уметничка програма, јавување од сериозни македонисти во самата програма кои би сакале да им го честитаат празникот на сите македонисти на ова локално наше ниво. Бројни талентирани деца од општинските средни и основни училишта ќе прочитаат некои значајни творби во област на македонската литература. Гимназијата Гоце Делчев денеска го одбележа патрониот празник на училиштето. Делегации на гимназијата, локалната самоуправа, Советот на општина Куманово, политички партии и здруженија граѓани положија цвеќе пред бистата на патронот Гоце Делчев, а за празникот на училиштето, за успесите на државно и меѓународно ниво, за учениците на генерацијата говореше директорката Марија Тодоровска. Беа поделени и благодарници за најуспешните ученици од минатата учебна година, Илина Арсовска, Ива Додевска и Јована Лазаревска. Паралелно со одбележувањето на патрониот празник, успешно се реализираше и отворен ден, на кој идните средношколци имаа можност директно од сегашните гимназијалци да се запознаат со предностите на образовните подрачја што се изучуваат во гимназијата, но и со новините за следната учебна година, за прв пат паралелка на англиски наставен јазик. По повод 4 мај, денеска го одбележуваме нашиот патронен празник, кој оваа учебна година, би најавила како наредна учебна година, 45-46 започнува со работа, што значи дека учебната 25-26 ќе ни биде 80 годишнина од постоење на оваа институција. Оваа учебна година ние стартувавме со 770 ученика. Денешниот ден ќе биде и ден кога ќе се презентираме пред 9 оделенци, како отворен ден каде што ќе можат да се запознаат со сите новитети што ги имаме за наредната учебна година и ќе продолжиме со билингвалната паралелка, учениците да можат да ја следат наставата на француски јазик, српската паралелка, кој што од година за година се повеќе и повеќе се зголемува бројот на заинтересираност, така да ги повикуваме и ги охрабруваме учениците кои што сакат да го
следат на српски јазик по сите предмети, нели, наставата да ја следат. Пожелно е да се запишат во гимназијата, бидејќи ние сме единствена гимназија во целата наша држава, што имаме таква можност да им дадеме на учениците, а со тоа го олеснуваат и запишувањето на сите факултети во Република Србија, бидејќи издаваме двојазични свидетелства. Како една од новини што ќе стартува од оваа учебна година, тоа е англиската паралелка. Наставата ќе се следи на англиски јазик. Според законот е минимум 30% да се изведува настава, но ние сме подготвени со кадар да можеме наставата и во заинтересираност на учениците и 100% да ја изведеме наставата на англиски јазик. Освојуваме постојано награди не само на државно ниво и на меѓународно ниво и можам сега и да ги поздравам мојата екипа на ученици од ученички парламент кои што се пласираа во финале на државен надпревар. Моментално сега се наоѓаат и се презентираат пред собрание, а потоа заминуваат во кавадарци на финалниот надпревар и очекуваме резултати за да бидеме и најдобри во организацијата на работата на ученичкиот парламент. Ние го преследуваме подрачјето на англискиот јазик, поточно јазично-уметнички смер подрачје А. Секако дека има повеќе смерови тука, лично сум например наmatематички, но англискиот јазик верувам дека е потребен во сите струки, вклучувајќи ги и природните науки, медицината, правото и така натаму, и верувам дека доколку ние доколку повеќе имаме интеракции со други луѓе од различни нации, толку повеќе се развиваме себе си како луѓе и како професионалци, и ова најдобро можеме да го направиме со користење на англискиот јазик. Англискиот јазик е значаен како интернационален јазик за разбирање, каде да отидеме да најдеме начин да се разбереме со сите. Затоа ни е потребно како да се стекнеме со комуникација со другите. Исто така мислам дека јас највеќе ме влече да учам странски јазици, таа некаква насока, и мислам дека секогаш јазиците се најубаво нешто, средство за комуникација, и како прво и најубаво нешто да се поседува знаењето за повеќе јазици, бидејќи тоа те гради како човек повеќе да знаеш како да комуницираш со луѓе. Денеска сме во гимназијата Гоце Делчев во Куманово и на штантот по физика и јас ќе ви демонстрирам експеримент со кондензатор. Како што може да забележите, има појава на искри, што значи дека има прескокнување на електрони од еден на друг ионизатор. Следниот експеримент е со калем, калемова машина и струјно коло, каде што побрзо се врти ротаторот, има појава на електрицитет и свети светилката. Следниот експеримент е трансформација на светлосна енергија во механичка енергија. Како што може да забележите, се врти машината, што значи дека светлосната енергија од лампата се трансформира во механичка. Убава можност е да бидете дел од билингвалните паралелки. Билингвалната паралелка нуди можност за изучување на француски јазик 5 часа неделно, добивање на доживотен сертификат од познавање на француски јазик, студирање во Франција. Добра прилика е што во билингвалната паралелка, без разлика на подрачјето, можете да бидете дел од неја. Значи сите подрачја се дел од билингвалната паралелка. Учениците од втора и трета година од здравствената струка во техничкото училиште и учесниците од државното средно училиште го поделија првото место на надпреварот, на кој учествуваа 14 екипи, поделени во две категории – подмладок и младина. Темата на овогодишниот надпревар е прва помош во училишна средина. Најразни инциденти може да се случат на училиште. Многу е важно да знаеме како да действуваме во вакви ситуации, кои понекогаш знаат да бидат животозагрозувачки. Првата помош може да спаси живот. Нашите ученици од втора и трета година во здравствената струка го освоија првото место. Во екипата на надпреварот учествуваа тим лидерот Ива Марија Несторовска, Дарија Трендафиловска, Теодор Трајановиќ, Меланија Лазаревска, Александра Димитриевиќ и Мила Ивановска, а беа обучувани од страна на Теа Јанковска.
Средното техничко училиште Наце Буѓони продолжува со успесите, истакна професорката Магдалена Трајановиќ. Второ место освоија надпреварувачите од гимназијата Гоце Делчев, а трето учесниците од Средното стручно училиште Перо Наков. Првите 3 места во категоријата подмладо ги освоија екипите од основните училишта Крсте Мисирков, Христијан Карпош и 11 октомври. Во делот на дисеминација 3 места ги освоија учениците од основното училиште Бајрам Шабани, Крсте Мисирков и Средното техничко училиште Наце Буѓони, албанска паралелка. На 4 мај пред 45 години почина Јосип Броз Тито, доживотниот председател на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Сојузот на комунистите на Југославија, маршал и врховен командант на вооружените сили, кој владееше со Југославија повеќе од 30 години. По тој повод, членови на Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав од Куманово положија свежо цвеќе на плоштадот кој го носи неговото име. АД Водостопанство Кумановско-Липковско поле од денеска започнува со санација на дефекти на главниот вод, поради што ќе биде намален доторот на вода до филтер станицата, па постои можност по високите зони во градот да имаат намален притисок во водоснабдувањето, се вели во соопштението од јавното претпријатие Водовод Куманово. Надлежните уверуваат дека ќе бидат ангажирани сите ресурси за што побрзо завршување на интервенцијата и нормализирање на водоснабдувањето. Апелираат за рационална потрошувачка на водата, да се користи само за најнеопходните потреби во домовите. Педесетипетгодишен кумановец бил приведен вчера попладне по пријава дека физички ја нападнал неговата 43 годишна сопруга, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. Според СВР Куманово, тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава. На 7 мај со почеток во 20 часот во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев ќе биде отворена изложбата од 26-тиот меѓународен фестивал на афоризмот и карикатурата Струмица 2025. Изложбата се реализира во соработка со националната установа Антон Панов Струмица, кој што воедно е и организатор на фестивалот. Изложбата содржи 30 на карикатури селектирани од стручното жири, меѓу кои прво наградените. Цената на дизел горивото се намалува за 1 денар, а евро супер бензините од 95 и 98 октани, како и екстра лесното масло за горење за 0,5 денари, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт изнесуваат. Евро супер БС 95 73 денари за литар, евро супер БС 98 75 денари за литар, евро дизелот 65 денари за литар, масло за горење екстра лесно 65 денари за литар.